Обвинителството да ги истражи тендерите во РЕК Битола што ги доби Марковски компани на чело со сопственикот Борче Марковски, почесниот конзул на Белорусија во земјава, бара пратеникот Антонио Милошовски, откако пред 10 дена Марковски компани се најде во извештајот на ревизорите. Обвинителите по службена должност веќе го добија извештајот, а од обвинителство информираат дека веќе се постапува. Ревизорите констатирале дека во РЕК Битола биле спроведувани постапки со преговарање во 4 очи, без јасно дефинирани критериуми, нееднаков третман на компаниите и расипничко користење на јавните средства. Тој објаснува 3 примери во кои битолските фирми Марковски компани и Дигер ДОО добиле, како што вели, наместени тендери. При една набавка одбиена е компанија која нудела подобри услови, а избрана е Марковски компани, а во друга пак се глумело конкуренција за битолската компанија на конзулот да ја задржи високата цена. Во третиот пример одбиена е компанијата Рубитон Битола за ангажирање на механизација и тендерот е доделен на друга битолска компанија. Компанијата Рубитон Битола пред неколку години обвинуваше за притисоци од менаџментот на РЕК Битола. Во постапката за ангажирање на услуги за помошна механизација за потребите на рударската оператива во РЕК Битола од 2022 утврдено е неосновано отфрлање на понудата на компанијата Рубитон Битола и бил склучен договор со Дигер ДОО Битола за ангажирање на механизација во вредност од 1,4 милиони евра и склучен анекс од 244.000 евра. На овој начин се анулира конкуренцијата за да нема поволни цени. Рубитон е истата фирма која во 2020 го пријави тогашниот директор на АДСМ Васко Ковачевски во МВР дека и вршел притисок да отстапат дел од договорот што го склучиле за ископ во РЕК Битола или воспротивно да му платат 250.000 евра во готово. Морало да се склучи милионскиот договор со Марковски компани за РЕК Битола непречено да произведува струја, тврдат од ТСМ во одговори за Алфа. Стручни лица утврдиле дека било неопходно да се склучи сделката за изнаемување на механизацијата, од која компанијата на белорускиот почесен конзул ќарува 4,8 милиони евра. Инаку Марковски компани е фирма која е основана во 2002 со паричен влог од 2500 евра, но последниве години стана омилена на власта СДСМ ДУИ за делење на тендери.